Високи 44% од граѓаните сметаат дека најголемиот непријател на Македонија е Бугарија. 57% го отфрлаат францускиот предлог. 28% сметаат дека Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија. Резултатите од анкетата на Институтот за политички истражувања по повод 30 години надворешна политика и одбрана покажуваат дека земјава 3 децении не успеа да изгради дипломатска служба, а домашните слабости се причината за неуспехот на Македонија да стане членка на Европската унија. Исто така анализата покажува дека односите со Бугарија се на многу ниско ниво. Од тука потекнува и незадоволството и неподдржувањето на францускиот предлог. 57,1% од испитаниците го отфрлаат така наречениот француски предлог, кој беше предуслов за тргнување на ветото на Бугарија за почеток на преговорите на Македонија со Европска унија. 64,2% од испитаниците го поддржуваат членството на Македонија во НАТО, наспроти 28,4% кои се противат, но резултатите се лоши кога е во прашање можното членство на земјава во Европската унија. 28% од испитаниците изјавиле дека тоа нема да се случи никогаш, што представува најбројната група, додека 23,7% својот песимизам го манифестирале преку одговорот дека не знаат кога ќе се случи тоа. За застојот на македонските евроинтеграции во најголем процент се виновни политичарите, и тоа 14,9%. 10% одговориле дека виновникот е Бугарија, а 7,8% вината ја гледаат во владата. Од сите овие резултати известно е дека испитаниците слабо ја оцениле македонската дипломатија. На скала од 1 до 5, оценката е 2,52. Оценката за армијата пак е 3,37. Освен што паѓа довербата во институциите, во дипломатијата, во македонските евроинтеграции и сите политички чинители кои се одговорни за оваа ситуација, како се менувале председателите на Македонија, така паѓала и оценката за нив. Па така на скалата од 1 до 5, испитаниците највисоко го оценуваат вториот председател Борис Трајковски, кој има средна оценка 4,28. Првиот председател на Независна република Македонија, Киро Глигоров, има средна оценка од 4,1. Третиот председател Бранко Црвенковски е оценет со 3,02. Средната оценка на четвртиот председател на државава Ѓорѓе Иванов е 3,11. Најниска оценка има актуелниот председател Стево Пендаровски и тоа 2,81. Анкетата е спроведена на 1111 испитаници со задржување на генералниот сооднос во поглед на базичните демографски карактеристики, а маргиналната грешка се движи помеѓу плюс-минус 2,9% со 95% интервална веродостојност.